Сега се наоѓаме во Форшт Баден, припада тука под Бруксел, околината нашто. Тука почна мојата кариера. Вале. Значи по тоа е карактеристично и Први 1993 почнав мој самостален бизнис тука во Форшт и поради тоа нормално кругот се затвара тука и тука ќе ставиме 30 годишнина. како беа тие денови, почетоците? Па право да ти кажа, кога почнеш нешто ново, малку си уплашен, малку не си сигурен со екзистенцијата, така натаму, али се учи и се бориме и успеав. Тешки беа, тешки, наискрено беа тешки моменти, пошто тоа беше нешто ново што започнав, што не сам учел. Така. Ја, значи, од страна почнав тај бизнес. Значи, рековте дека се наоѓа на езерото, местото каде ќе биде прославата, 30 години од вашиот почеток како Да. стојна работа, така да Како кажем. самостален бизнес, да, тука во Германија. 30 години. Еве сега се ближиме на ово прекрасно езеро. Нашата околина тука Бруксел Бреден има преку 10 езера. Сега сме тука на Хајденсе и тука во халата, тука напред ќе одржиме нашата јубилејна ББ фешта. Значи, на жалост не можат сите да присуствуваат, ние би сакали сите, ние имаме преку 5000 луѓе тука во Германија кои го имаат пронајдено патот за подобра иднина, но утре ќе присуствуваат околу 200. Вајнгартен. На германски Вајнгартен, на македонски местото се вика Вин. Амо мислите? Разбираш? Не сомнено дека нема се да зборуваме за работите, еве моментално се возиме низ градот Бруксел, каде е моментално и вашата канцеларија. Така е. Да ни раскажете нешто и за градот, еве. Па ние сме во Бруксел и Бретен, нормално матичен град на мене откако сум дојден во Германија Бретен, од така. 85-та во Бретен. Знаем од сите прилози, ама имаме тука под Бруксел што припада 4 куќи и тука ми е и канцеларијата во една куќа. Еве сега убав објект. Сега се доближуваме до замок или како на нашо да го кажеме, дворец. Така. Еве, влазиме, тоа е дворецот Шлос, по германски Шлос Бруксел, е од десна страна. Па и од десна и од лева, сите се тоа припада под дворецот. Она што остава впечаток е архитектурата, како и секаде во Германија, Тоа е пред многу години градено. Бавим. Овие два градове кај што сме ние активни со наши смештаи и со наши луѓе, кај што интегрираме, има па сигурно 4000 македонци. Процентуално најмногу, процентуално према жители на градовите, најмногу во цела Германија. Во многу разговори со наши луѓе, некои други, разговаравме во смисла дали, бидејќи има овде многу луѓе, некој може да дојде до збратимување, затоа што сами рековте дека во овој регион има повеќе наши луѓе кои работат. Така. Па традиционално има печалбари од 68-69 во Бретен. Најмногу македонците и моите родители така потекнува и моја желба, моја идеја, мој цел би било да се да дојдат у некој се работи. Со работи, така. Што викаш ти избратат
Делчево и Бретен, ја би бил голем иницијатор и подршка за тоа. Така, значи во едина може да се очекува нешто да се проба на тоа поле. Јас сум за и мислам дека ќе успеам. Колку жители, еве, ќе погледнеме уште малку од самата архитектура овде во Бруксел, колку жители има ова место? А Бруксел има околу 50.000 жители. Што би рекле по нашински кочени. Па тука негде, да, Делчево, Бретен, поголемо од Делчево, сака да кажам како Делчево, но Бретен има преку 30.000 жители. Така, Делчево со последниот попис некаде околу 12. Да, без селата или со селата. Без селата, мислам, дека беа помалку, како и да е, тука негде се движи бројката, околу плюс-минус Да, 10.000. да. Еве, добро, друго нешто ако ни кажеш интересно за оваа област? Па ова област е за мене најдобрата област, не само од гледна точка на климата. Климата е фантастична тука. Значи ние имаме можеби и најдобра клима у Европа. Фантастична е климата, надморска висина е у Бруксел 100 метра, Бретен можеш 170 метра надморска висина. Ние немаме тука снег видено 20 години. И ако падне еден ден, другиот ден го нема. Мале. Фантастично. Плюс сме у Баден-Виртенберг. Републиката Баден-Виртенберг, која е економски дефинитивно најака од сите 16. Значи, економисти велат она да се оддели од Германија, Баден-Виртенберг би била пета-шеста економска сила во светот. Баден-Виртенберг. Многу знаат кои се фирми, од Porsche, Mercedes, да не збореме, Audi и така натаму, Airbus, авионите, Америка е Boeing, у Европа е Airbus, Франција и овде во Баден-Виртенберг. MAN камионите, Mercedes камионите, значи Баден-Виртенберг е топ. А ние се наоѓаме Бруксел, Бретен, под областа на Калструе, кај са нашите регистрации. Оставаме на што следува, значи. Така е, Валери. Што очекувате? Еве, честитки уште еднаш, денес е вашиот јубилеј. Па еве, поленка се припремаме. Времето е прекрасно, на прво место на тоа да го морам да го кажам. Ме го кажав во мој прилог, али сега тука и преко Делчево 365 МК. Април, како сите што знаеме, има 30 дена. Денеска завршува април. Поради тоа и мојата јубилејна, пошто е основана фирмата на 1. мај 1993 година. Али не тоа сега темата, тоа покасно повеќе. Да. Април 30 дена, 2 дена беше волшебно времето. На 10 април, како што знаеш, Валери, кој има роден ден тогаш, јас, и денеска ние правиме прослава, журка, јубилејна, не е битно, времето е волшебно. Така, Иначе април прави што сака. На германски април махва сте авил. И така е стварно волшебен месец, но овие 2 дена, очигледно, Валери, не само ти што си дојден екстра од Македонија, и Господ со нас слави и се радува. позади нас гледаме прекрасна околина, тука разни житарици, некои култури, зеленило, мир. Иако има возила, се слуша некоја тишина. Па, тука ни е прекрасно, кај што уживкаме со мојата бубличка. Кој многу работи, мора малку и да се опушти и нормално. Природа прекрасна, имаме и по еден точак, само ретко го возиме. Во близина и... Иначе е тука волшебна околината, имаме прекрасен двор со сите можности, има тука дека и бич волејбол да се игра и разновидни занимации кои може да како хоби да ги извршуваме. Уш некој саат стартуваме само јако со нашиот ББ бенд екстра составен од мои луѓе и мислам дека ќе биде весело. Еве, поленка, ама сигурно дига се атмосферата и очекувањето. Сите поканени, што на жалост пак да повторам не можевме сите и поканиме, ние имаме негде по Германија околу 5000 наши членови на ББ компанијата. Се луѓе со кои сте соработувале? Па така, кој не нас побаране. Значи, од сите тие 5000 немаме ние некој побарано или нешто му понудено, него сите нас имаат непобарано за некоја услуга, за некоја помош. И така, сад ќе учествува овие што се у нашиот круг, тука околу 200 луѓе, наши ББ, членови на нашата прекрасна ББ фамилија. Вчера видовме подготовките, имаше и бенд кој наши луѓе забележавме таму.
кој ќе Така се погрижи за забавата. За забавата се погрижи нашите прекрасни исто луѓе со кои се работуваме подолго, како напрво Баже, и он е наш клиент, Баже Константинов, од познатата група Корона Бенд, од оркестар Корона од Штип, кој минатата година, 14-та црвенџиска средба, ја они збогатија со неното учество. Баже е тука во Швецинге, Хайдеберг, он е магистар и професор по музика на труба, значи он се збогати данас со неговото учество. Потоа Дине Костов, исто познат, исто професор по музика на клавиатура и кој пее, и се подразбира еден мој многу драг пријател и маестро на сакс. Сите ќе се убедите денес од познатите брас бенд. Тоа е од нашиот крај Струмица Делчево, брас бенд Чакалови од Работивиште и од село Иловица, тоа се прочеди Струмичко. А он е на саксафон, еве 6 години се боревме, пред неколку дена беше објавен на Facebook, доби крајно Ауфентал Erlaubnis, значи картичка за престој, право на работа и така. Еден прекрасен пријател мој, кој со години се пратиме, кој има веќе на црвенџиската средба свирен од 2008 година. Така. Има ли са добре? Ајде Прва рунда водиме. Jednu sam od nas, jednu sam od roditelja i to je to. Ako hoće, je hetet ovo. Ali to imaš še prati, pa znaš to? Marina, matman. Од првите соработници на Бошко, што ќе кажеме за овој јубилеј? Се најдобро. Од прв ден до ден денешен само убави. Гости кои соработува со ББ компанијата која ја раководи нашиот иселеник Бошко Васев, 30 години, еве што ќе кажеме како него, колку долго го познавате во однос на вашето познанство и работа? Ние сме тука од 2018 година со мојата сопруга заедно. Од почетокот сме со него дојдени, преку него сме дојдени. Работиме во фабрики, во фирми и сега најново што е, јас се занимавам со месарство, јас сум повише од 15 години касап и доовме на идеја да отвориме скара на кило. Така, колку поддршката такви луѓе како Бошко ви помогна на некој начин со тоа што се познавате? Ако не беше Бошко, не може да види ништо од нас тука во Германија. Најреално, значи човекот е број еден за македонците и за другите во Македонија, не само и за другите од страна, не само за македонците, се број еден тука. Како него да има уште 10 малку ќе бидат за нас. За крај што ќе му посакате, бидејќи сме на негов јубилеј? Да продолжи со појако темпо од кај што е и на 50-та јубилејна средба да присуствуваме како гости. Само вака. Сите сметите, добро ни додовте, драги гости, почитувани клиенти на ББ компанија Никола. Ајде, еден аплауз за сите вас, за сите вас. Мерси ви помните да се узели јубилејн своја. Сега да станете, да станете. И еден аплауз за мојот многусакан татко, ви сте најдобар на светот. Музите ти го донесат. Како знаете, во поддршка е нормално и мојата мајка која ме родила. Сениор шеф.
Без него немаше да раскажам како дошло до ББ компанија. Значи, некогаш во мој случај, овие прекрасни луѓе се нашле и јас сум бил резултатот. Тоа е 10 април 1971 година. И тука ќе започнам зашто ББ компанија. Да ми биде на сите јасно зашто ББ. Мајката што ме родила се вика Блашка. Сите знае, ова не се која бирала, така се вика жената. И она не е бирала дека ме родила ме во село Битва. На Б. Таму сам порастал, таму сам одел на школа до 7 одделение и еден ден се одлучува да заминувам во некоја држава. Не Шведска, не Италија, него Германија се вика правилно Бундесрепублик Дојчланд. Со Б. Бундесрепублик Дојчланд има 16 републики. Јас сум у Баден-Вюртемберг. Со Б. Баден-Вюртемберг има 1000 градове. Јас сум у Бретен и на Бануштрасе иго. Така ли? Канцеларија во Брусел, знае најјако. Јас сам од тие што е повтарал, што се тиче жена. Повтарач сам ја. И жена ми живее у Бихеново. Време да ватко. Луѓе, тоа не е фалирано. И сега секој ќе рече, ама жената не се вика на Б. И това не е точно. Пошто ја не сам го тоа измислил да мислите побрзано е, него ние одиме в Хрватска, бе во Дубровник, у президент хотел, служеше една момичка прекрасна, една лепотица Ана Марија. После уидуваме за Макарска, право в хотелу, Ана Марија. И она доди вика, о, бублици мој. И од тога е мојта милка, на бублица. На Б. Бублица. И зато ББ компанија, кај мене се со Б. Океј? И јас, тоа беше учев у фирма НЕФ, еве го, за се имам сведоци. Игор. Ја и Игор доаѓам од 90-та за Германија, кај родителите во Сутиш-Пета дојдуваме тука за стално. Ја учев у фирма НЕФ, а и он една година по мене учеше истиот занајат, значи иста калпачтина. Игор, кој сме негде, не знам кој е интелигентен, кој не е битно. Главно у фирмата НЕФ учеме, јас завршив јануар 91-а, односно јануар 92-та година по мен беше, така ли? И јас заминав која глупост доброволец во војска. Ама така ме учил дедо. Мора се да поминеш, па да почнеш живот. Како беше, Цецо, кој не е бил војник, не е маш. Така ли беше нашето време? Така. И јас се јавив доброволец, Марк. И заминав вартовец у Струница на улица. Тама бе војник, да си водичето за шофер. Ама сите знаат, тие кои са били родени, што се деси во Југославија тогаш. У јуни се зарати и така натаму, неќу да раскажувам, тоа е негативно што сам поминал, главно тешки моменти, неверојатни, од Вуковар побегнав и се вратив во Германија и почнав пак на мојот занајат да работам, што учевме јас и Игор, конструкционс механика, додека ме еден на улица контактираш. Ме сретна, вика, ти си правилниот човек. Викам, знам, благодарам, знам дека сум супер. Кажи зашо. Мора да идеш на семинар и така бег во Бад Херенал, логично, Бад Херенал и почна кариера. Со М, Алекс. Таму бег на семинар во април и стартував во 1 мај, еве до денес. Кога иде крај на се, нема си повеќе, и тогаш не заборави, и да добрите нови, за љубов, а здрави за среќа, а здрави за секој. Животот е еден и тој не е, ако не го живее. Седи мајко, смахницина, иди мајко, Еве на овој 30 годишен јубилеј, тука се оставаат пораки со она што сакаат тие што соработуваат со него да му посакаат. Еве со нас и уште еден од неговите соработници. Драг пријател е, вели тој во неговата
порака, Бошко Васев, ти благодариме за поканата и ти посакуваме уште многу успеси понатаму. Здрав и жив да си, се гледаме на 50 години ББ Компани, од срце фамилија Стевановски Битова. Еве сега тоа да ни кажете и во живо малку повеќе за тоа што го познавате, бидејќи еве сме на негов јубилеј. Голема чест и задоволство да присуствуваме на ова прослава на 30 години, успешна работа и среќни сме и му посакуваме се најубаво на нашиот пријател Бошко Васев. Успешна работа и се гледаме на други јубилеј, 50 години, се најубаво. Благодарам. Поздрав. Пресреќна што присуствував на оваа забава, супер журка. За Бошко Васев немам зборови. Значи, он е еден и единствен човек кој каде стигне, секде помага на сите луѓе што може, душата ја дава, секе направи само да помогне. Он има многу направено за мене и за мојата фамилија, јас сум многу благодарна. Чест ми е задоволство што го имам запозната и што го имам во нашиот живот. Благодарност до нашиот Бошко Васев, што се најде со нас цело време. Многу ни помогна и многу фала. Да е жив и здрав. Njen srpsko i ona je moje srpsko. Kako se zoveš? Nikodina. Nikodina, odakle si ti? Iz Bosne. O, Bosna moja, bravo, pa ti si moje zlato. I ona ima želba nešto da nas ispjeva, da izrecitira. Ne treba nikakva pratna, to je želba na našta mala, prekrasna lepotica Nikodina. Kad se mi vidimo mora da se ljubimo, jel tako? Da. I da se guškame na makedonski. Bravo Nikodina, svaka ti čast. Ona kaže, ja te tebe volim i hoću za tebe nešto da ispjevam. Ili da ispričam, izrecitiram kako i daje respekt i jedan aplauz za ova mala princeza ovdje. Bravo. Možete, Nikodina, i sekuraj se, samo šibe. Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina, čekala je sina, molila se Bogu, s košara da dođe, donese slobodu, al umesto njega pismo joj je stiglo od sina junaka i na noge diglo. S ovog boja, majko, povratka mi nema,
a sina mogući ovomu kaži, tvoje otac sine na nebeskoj straži, tamo gde je Lazar svoju glavu dao, na kosmeto sveto i tata je pao, pa je sada sine kraj Miloša stao, a Hristos mu onda carstvo večno dao. Ko ne pamti podvis košara junaka, neka stigne kletva kosovskih junaka. Ko ne pamti podvis košara junaka, neka stigne kletva kosovskih junaka. Nikotina, ljubite tvoje srce. Svaka ti čast. Bosna moja. Како беше организацијата? Супер, прекрасно. За јубилејот што ќе кажеме на човекот, што ќе му посакаме? Максимално одлично. Ова е катчето преку фотографии, доловени сите 30 години на компанијата Бебе и Бошко Васев, кој во многу наврати има кажано дека има учествувано на голем број семинари, овде делот семејната историја, автомобилите на семејството Васеви, средбите, дружењата, свеченостите на неговите родители. Така што прекрасно осмислено од страна на Дали сервис. Право да ти кажа, чувството е волшебно, прекрасно. Како прво на сите среќен празник, добро дојде месецот мај. Прекрасно беше вчера, благодарам на сите кои беа присутни и кои не можеа да бидат присутни. Благодарам за искрените и Така е, убавите доста пораки добивте во книгата на која беше оставена за да секој го каже своето мислење за соработката која има со вас. Многу подароци рековме, слики, уметнички дела. Така е, читав ги скоро сите цитати, односно за благодарување што ги пишеше во книгата и воодушевен сам, едноставно, немам зборови. Многу фала на сите што се заведовте во книгата за сеќавање. Така, сега продолжува компанијата понатаму, кон 31-та година врви. Здраве, кои предизвици ве очекуваат во овие уште 7 месеци до оваа година? Право да ти кажам, малку ќе намалиме гаста. Доста беше 30 години полна газ. Али сепак сме тука за сите кои не побараат. И ако можеме ќе помогнеме и во иднина. Наскоро имате патување за Македонија? Па во план сме да имаме некои таму обврски обавези кои треба да ги помириме, да ги средиме, малку да одиме, да се опуштиме Валери. Сега бевме малку од очекувањата исполнети, ама помина се супер, се прекрасно. Сега малку денес опуштен. Ево и главни спремач синоќ не забаве. Како е после 12 сати од како е завршила? Супер. Мислам да е супер испало. Супер е, све испало. И данас наставljamo dalje, fit smo. Многумина на Балканот, односно во Македонијата, збора дека германците били ладни луѓе, ладен народ, тоа е чиста глупост. Тоа е фантом невиден што не постои. Они се прекрасни луѓе, они се волшебни луѓе. Кога има нешто, одржаваа си традиција, одржаваа си се што треба. Еве и денес 1 мај нема на кој чош, нема некоја забава, некоја
Некое дружење, некое грилање, скара и така натаму. Секој ден честно луѓето, еве ова нека биде како првомајска разденица, Да. денес посебно нешто. Доказ што се дешава во Германија, денот на трудот. Очигледно се дружат и германците, не се толку ладни луѓе, а? Така е, секако е организирано многу подобро, би рекле, од многу други земји. Браво. Еве, и дали Борка најде нешто интересно? Од петка, И това не е еден ден. субота, неделја и понеделја, 4 дана. Така, како се вика ова, еве, да ни преведете? 8. Пет Фриц спектакулум. Да, ова е програмата. Да, за 3 дена, 4 дена. Секој ден има нешто програм. Точно. Одлично. Кога? Ah ja, gut, die sind noch nicht schuld. Das war schon. Значи гледаме доста средновековни облеки, претпоставам се работи за некој таков карневал. Па традиционално се организираат тука во Бруксел. Од средниот век представува, има такви друштва кои се организира и има игри кои играат тога и еве како што видиме на прилогот има снимки што во котличи си готват и фурни и тоа. Како и тогаш било Така. на тоа време. Облеки Супер. од витешко време. Да, по повод 1 мај 3 дена овде се дружат, односно скоро 4 дена. Така. Овде во паркот на Бруксел. Mit der Lederei, ne? Kann man 10 zu haben mit einem Vielleicht auch hier. Das letzte Mal, da bin ich da vorne gekommen. weil die Kinderpause ist auch. Also das erste, was du machen musst, ist Umbruch. Ich habe die größte Vielfalt an Küchenwaffen. Ich habe die größte Vielfalt an Küchenwaffen. Swinski Steak. Und was kriegst Сега малери се движиме према таа куќа првата тука во селото првата инвестиција, иначе не првата, ама тебе ти ја позната од 2014 на Пфелца штрасе кај што има најмногу сместено наши сограѓани. Тоа е Пфелца штрасе. Доле имаме еден апартман од 45 квадрата, таму е нашиот најдобар, најбољи, морам да причам мало, најбољи хаусмајстор Милан Пенц, мој Миланч. А иначе на соби, смештај, најгоре има стан, кај што е фамилија сместена и подзади имаме едно станче од 50 квадрата, кај што се луѓе од Крива Паланка сместени. Околу 380 квадрата има. Најмногу наши сограѓани кои има побарано парче леп во Германија имаат од овај тука смештај нивната кариера започнам. И потоа наравно си бараат сопствен стан и така натаму. Тоа са Штефан и Вики од Свети Николе. Кај мене тука на Пфелца штрасе, кај што зборевме, кај што има скоро сите започнано нивната иднина овде во Германија. Сепак и покрај тоа што е да разјасниме на почетокот им помагате на луѓето, потоа кога се снајдат ти секако дека остануваат во контакт, само некој неблагодарен човек може да... Па слушај, деси се и тоа, да има и такви, ама тоа е многу ретко, не можем ја искрено да се пожелам од тоа, пошто тоа зависи на прва линија и самите како се поставиме према луѓето. Така е. Ама постојат сепак, постојат такви, ама нема на тие што да пажња да и даваме. Тоа е нешто
некоректно и поради тоа него забележуваме ние, а не да ми ги само добрите работи. Така е, целата да е, како што кажавме, или кажавте, да се истера на патот на успехот некој, а потоа секој зависи колку му се можностите, како ги сваќа работите со германскиот јазик. Така е. Ако се разбива. Фала Богу, ако се интегрира, ако учи јазик, значи имам тука, како што ќе видиме и снимки од забавата, многу млади брачни парове, 90% од кои се гордеам бескрајно, како напредуваат, како се интегрираат, како учат јазик. Значи, супер, а не како многуми наши зборат од Балканчи и така натаму, него бива ги сите, само кој си оди по патот на успехот и кој се интегрира, за него нема криза во оваа прекрасна држава. Хајдалсајм е местото кај што сме ние од 2014 година. Тогаш ја тука купих првата куќа, ќе видиме попосле, 2014. Тогаш имаше може 3 македонски фамилии тука, тоа е пред 8-9 години. Меѓувремено има 210 фамилии овде во Хајдалсајм. Тоа е едно предградие на Бруксел. Во едно е тука и нашата канцеларија, во една друга куќа, после што купи мојата бубличка. А сега најново кај што имаме смештај е тоа Виктор Рена штрасе. Тука има многу наши, тука е и мојот брчет сместен, ево му голфо. Првиот спрат, третиот спрат тука на ова место. Тоа е Виктор Рена штрасе. Сега продолжуваме, одиме на Мериен штрасе, кај што има 5 стана. 4 стана са на 4 помлади парови, кај што живее исто Бојан и Наташа од Делчево. А првиот спрат е на Соби, кај што цимири живеат. Цела Македонија, па има и од Маđarска едно дете. И таму, како да речеме, 6 апартмена, ама не апартмен, е нашата канцеларија. Што ќе ја видиме за кратко. ББ канцеларија. Иначе прекрасно место, Хајдалсајм. Сите кои тука дојдат сакаат тука после да си најдат и собствен стан, тука да останат, пошто местото ги исполнува сите услови. Измеѓу Бретен и Бруксел е, а тука во таа околина меѓувремено има многу кои се дружат, има ги сите услови. Не само македонци, него многу балканци има тука и стварно одлично функционира. Како вчера што реков на нашата јубилејна забава, нема тука Балканче подалеко од Балканче и Македонче. Тоа кај нас у ББ компанијата не постои. Напротив, што сме повеќе, што подобро функционираме и посложно функционираме. Многумина што слушаат, можеби ќе кажат тоа не е истина, но тај што во тоа говори, во суштина си говори за самиот себе, подалеко од Балканче и од Македонче. Во селото имаме и собствена пивара, како што знаете, во Германија скоро нема место без пивара. Германија е најпозната по пивото, а и по многу други работи, аутоиндустрија и така натаму, ама од таа гледна точка преко 5000 пивари има. 5000 сорти на пиво во Германија. На второ место, знаеме, е Чекословачка. Не Чекословачка, него Чехај. Чешка република, така? Да, Чешка република. А овде е најновиот стан што го земавме за ќерката. Сега од 1. мај е препишан на нено име, тоа е Марк Графенштрасе. Исто тука во Хајдалсајм, ако видиш него ќе го забораве за малку. А сега возиме во центар на селото, кај што е мајски баум се вика на германски подставен денес. Традиционално на мај се поставува тако дрво во центарот на местото. Така. Сега се ближиме према улицата Мериенштрасе, што кажав кај што се наоѓа нашата ББ канцеларија. Воедно и дали сервис се подразбира од мојата бубличка. Добро, тука ќе влезнеме. Мериенштрасе 43 се наоѓа. Тоа е главната улица, тука кај што е
и заштитена од страна на државата, на градот, фасадите и така, да биде во еден стил, што е предпознатлива Германија исто по тоа, и што има стварно шмек. Сега одма тука ќе ја видиме Мерија штрасе 43, кај што е воедно и нашата канцеларија доле, кај што идат многу наши клиенти. Вчера што беа на нашата јубилајна, гостите нема кој не бил тука или кој не му започнал патот на успехот тука во Германија. А сега и Валери да го поздравиме во нашата канцеларија. Делчево 365 МК. Само на кратко, пошто многу снимки, многу прилози гледате од тука. Тоа е нашата мала згодничка канцеларија, тука имаме туш, WC, сите услови се исполнуваат. На нас многу не ни треба канцеларија, пошто ние одиме и многу активно теренски. Ама посредуваме и поврат на данок, што идат многу наши клиенти тука, како например еден од моите најкреативни клиенти, познати, имаш му интервју правено од Делчево, Николче од Стефановски, од Битола. Он има секогаш некоја идеја, тоа му беше поклонче за роден ден, како, например, со оваа, со моите омилени песни. Он секој пат има идеи. Само направи скен и двете химни. Ај што мерак имам, бабо, и ако го ти грб сврти животот. Животот е еден и тој не е вреден. И така. Стандардно ги поставуваме прашањата на првата емисија Пат од успехот е околу работата сила која е потребна во Германија во моментот. Имаше пандемија, малку криза, сега како пак да има наезда на или потреба за работници. Па, слушај Валери, во Германија си е традиционално, значи од првите печелбари кои се дојдени 68 како татко ми, побараност е огромна и секој пат си има потреба на работници. Чудесна држава. А сега, после кризата, после пандемијата, тоа е страшно. Дефицит број 1 медицински лица, знаеме сите негователки, тоа е скоро у цела Европа. Дефицит број 2 са шофери, ама тоа не е баш едноставно. Ама и иначе има потреба за стручни лица, за варовачи, бравари и така натаму. И за општи работници не е никаков проблем. Кој сака да го побара парчето леб во Германија, нека не побара, не е проблем. Но само кој е сериозно заинтересиран и кој е чесен и коректен. Се другото далеко од ББ сервис. Тоа значи кој решил да тука да остане и да работи. Нормално има некои сакаат периодично да пробаат, но се враќаат. Да, ние за периодично и за кратко не средуваме да ствараме трошкови на луѓето и на нас, него само за стварно, за подлабоко, кој сака корени да пушти во оваа прекрасна држава и да го пронајде својот пат до среќата, до подобра иднина. Има луѓе доаѓаат кај нас, како што го слушнавме овај Девид Келемен, дошол на 19 години од Зрењанин, а има луѓе доаѓаат и на 49, и на 55 имаме. Значи, сето тоа е малку, не е само во Македонија, Валери. Збориме за бивша Југославија, екс-Ју, што ние велиме. Нажалост е тоа, системот ја тера работата така и годините на крајот на денот не се толку одлучни. Секој се бори нешто да пронајде, да створи малку пензиичка, некој стаж. Ја имам и најстари луѓе доведено по 59 години. Значи и за нив наоѓаме решение, макар не е баш толку лесно, секој работодавач, секоја фирма повеќе сака да инвестира нормално во помлада работна снага, нормално. Некој кој ќе го гледа ова и ќе праша сега после пандемијата, криза сегде, како е со плати, некоја цифра да спомнеме во однос на тоа која е средна. И дали цените се покачија како кај нас, например, колку инфлацијата се... Тоа е добро питање, Валери. Така, браво. Одрази на сето тоа. За време на пандемијата, сите знаеме инфлацијата, во оваа стабилна држава дојде чак и до 10%, макар последните 30 години пред тоа е била просечно 2-2,5% пандемијата. Сега, инфлацијата, не пандемијата, пред тоа е била просечно 2 до 3% во Германија. Сега дојде и до 10, ама еве се стабилизира, паѓа, сега е негде пак кај 6% инфлацијата.
многумина се жалат, се наскапе и така натаму, но има статистика, анализа која сам направил, а и која е корпичката на потребите и на потрошната е направена. Во суштина, од 2019 пред пандемијата до сега, платите са у Германија скоро за 30% подигнати, а цените во корпичката што збореме, сигурно не са повеќе од 10%. Наравно има млеко, брашно, ама во Германија е тоа било драматично ефтино. Да. Едно кило брашно 35 цента. Во Македонија е поскапо. И поради тоа не е баш така колку многумина што дојдат во Македонија и се жалат за у Германија се на скапело. Уопште не е така. 2018 беше минималната плата околу 9 евра, а сега е законски минималната 12. На месечно ниво ги интересира гледачите. Да, па месечно ниво сега никој Просечна минимална плата. Чиста плата, чиста нето, одбиени сите трошкови 1700-1800 одат на нагоре. Сега најново што е битно, стварно за многумина. Минималната плата од 1 јануар са се уште дискутира и уште не е условено и установено, а нео ќе биде 99%. Така ќе биде минимум 14-15 евро саатница. Значи почетна плата нема никој да е. Правиме мобет за општ работник. Општ работник минимална плата, да, тој прак го бараме. За заварувач, зидар, тај почне може со 17, 18, 20 и така натаму. Оке? Да, значи минималната плата уште се дискутира 14 евра минимална саатница или 15 од 1 јануар 2024 година. Друго, еве, од денеска стапи законот, мисла вчера, 1 мај, ама од денеска стапи Deutschland Ticket, Germany Ticket за сите јавни превози. Значи 24 сата може да се возиш низ цела Германија со автобус, трамвај, воз, не само со најбрзиот воз, нормално ИЦЕ, прва класа и така, за 49 евра месечно. Тоа може да замислиме, тоа го споредуваме према платите, не може да споредуваме према македонските плати. 49 да можеш 24 сата да се возиш дека сакаш низ Германија. А и тоа ако не се добри услови, тогаш не знам. Значи, Германија е по прехранените цени најефтина, сигурно во Европа, споредено према цените, а може би и во светот. За општите работи правиме обед не за линд чоколада и за милка чоколада, него правиме за зејтин, за брашно, за шекер и тие работи кои ни требаат секојдневно. Персил, ленор за прање и тие работи. Тоа е дефинитивно факт, луѓе. И ако ви некој раскажува, печалбар кој Германија живее, сака само да кука и да се жали, што на жалост тоа е малку и дел од нашиот менталитет. Вчера спомнавте и околу становите дека во некои градови е доста поскапо, во некои Како се колку е просекот цена за кој град е каде така најефтино во регионот кај што сте? Е тоа пандемијата, тоа наскапе, да. Ама не само поради пандемијата, пошто доселувањето во Германија е огромно. Од секогаш, ама последните години огромно, како и избеглици, азиланти, фала Богу, и ситуацијата во Украина, рат во Европа, на жалост, доселувањето е огромно. Браво, фати тука еден кадар, Валери, да видиме дека во Германија е секој милиметар обработен. Секој милиметар е обработен. Не е само тоа да е Германија економска снага број еден, него луѓето са можеби инженери, има на земја, дојде дома, запали го тракторот, облече чизмите и дисциплинирано и коректно се работи во оваа прекрасна држава. Така, тоа сме го констатирали минатиот на киријата. Така да. Убараноста е огромна и затоа многу е доселувањето не толку на избеглици азиланти, него на луѓе кои доаѓаат тука да се интегрираат, дали од Македонија, дали од Балканот, цел свет. Пошто е тука стварно условите се добри и поради тоа да најдеш стање многу тешко и побараноста прави цената. Во смисла од помала квадратура до поголема, има секако разлика, да. Порано беше можеби пред 4-5 години квадрато 8 евра. Квадрато, ладна кирија, без струја, вода, пар. Сега испод 11 евра нема. Тоа малку е не само што е скапо, него и тешко да се најде. Ние како ББ компанија, ББ сервис, пошто сме тука расширени Бруксел, Бретен, Фордсхайм, Калструе, таа околина посебно, наоѓаме за сите наши кои почнат во смештај. Наравно си доведат фамилија, деца, нивните сакани и нормално без станче како. Успеваме сите да ги оправиме со мојот
долгогодишен пријател и колега Игор Илиев, кој е тука стварно активен и крајно сериозно таа работа завршува. Еве сега како за мојот прчет Гоце Васев, Среди Станче и така натаму, и за многу други. Па добро, еве, порака за секој кој е трудолюбив, независно дали ќе го продолжи својот пат во Германија и Македонија, како за крај од овој разговор, дел од овој разговор за работата. А моја порака е, секој кој ме познава знае дека моето мото е кој сака да успее, во суштина може секде да успее. Значи можеме секаде да успееме, но има и луѓе кои можеби немаа некоја струка, него са општи работници. Тие ако се сериозно заинтересирани, имаа перспектива и во странство да го најдат патот до успехот, патот до нивната среќичка. Значи дали е тоа Италија, Швајцарија, Германија за мене е најсолидарна и најлиберте држава. Затоа не најмногу овде доваѓаат, а ние ви стоиме на располагање да ви помогнеме, да ве подкренеме, но натаму треба ви да се чекорите по патот на успехот. Одиме сега во мојот матичен град, не само мој, него и на мојата публица. Willkommen in Breten. Бесте шта. Дојдовме, видовме како се подготвува средбата, присуствувавме, луѓето беа расположени во местото каде се одржа. Дали сервис беше тука секогаш на располагање околу другиот. Сервис is the best. Така да. Best service of the world. Благодариме од мене лично за самата покана. Од името на Делчево 365 и да славите уште многу вакви јубилеи. Благодариме, Валери, беше се прекрасно од ваша страна Делчево 365 МК и наравно од организацијата на мојата публица и од моја маленкост беше, мислам, се максимално турбо, се дадено, сите мои симпатизери и клиенти на ББ компанија беа тука, некои не беа на одмор таму, мамо, али капацитетот беше некаде до 200 луѓе. Се заблагодарувам уште веднаш од се срце, како најпрво ти што дојде екстра, да не испуштуваш, а и плюс да снимаме некој прилогче, да се знае дека сме тука, дека функционираме. Последното беше скоро пред 10 години, еве после 10 години одиме со втор дел БВ патот до успех. Имате ја сигурно сите емисијата гледано, знам дека има преку 500.000 гледаност, последната БВ патот до успехот. Така правиме мобет за таа емисија 2014 кога беше снимена. Така, сега ќе наполни 10 години. Сега идеме со втора емисија. Многу изјави и прилози, што се многу радувам и така. Еве, во Бретен, наш матичен крај, тука да завршиме сето тоа. Благодарам и на Далиборка за пречекот и на двајцата ви посакуваме уште долго да чекорите на патот до успех.